Добро вечер. Јас сум Сања Васич, а во вечерашната топ тема ќе дебатираме за се поголемата политизација. Ќе дебатираме зошто прислушувањето стана топ тема буквално на секој разговор во земјата. Ќе анализираме и за се подлабокиот антагонизам. Мои вечерашни гости се Зоран Ќука, главен уредник на Радио Слободна Европа на македонски јазик, колумнистот Джелал Хоџич и блогерот Богдан Илиевски, Бетмен Велит. Добро вечер. Битката за демократизација води во се поголема политизација. Јавноста е целосно окупирана со прислушувањата. Зоран, вие внимателно следите целата ситуација и известувате, меѓутоа од една просторна дистанца, 13 години сте веќе во Прага. Како вам ви изгледа целата оваа ситуација во земјата во моментов? Во моментов е тешка ситуацијата, меѓутоа кога станува збор за поларизацијата на поделбата на општеството на наши, ваши и сето тоа кое сега ни се случува уште повеќе, јас тоа би го поделил на два периода. Првиот период од осамостојувањето на Македонија, значи од почетокот на плурализмот до некаде до 2006 година, а вториот период од 2006 година навака. Во тој првиот период се појави ВМРО ДПМН, една нова партија, нова сила и почнаа да се делат прво по партиска линија на ВМРО-вци и СДС-овци, односно се извинувам на М ВМРО-вчиња, М мангупчиња и на комуњари. Тоа беше тоа етикетирање во тој период. Главно, сега имало и други, меѓутоа генерално тоа е тоа. Во тие етикетирања и таа омраза меѓу тие два блока во тој период се зголемува или се намалува во зависност од интензитетот на политичките кризи кои ги имаше подоста. По 2006 година новата власт, новата владеешка гарнитура не почасти со нови етикети, ги зголеми тензиите според мене, така што од ВМРО-вци и СДС-овци и комуњари наеднаш се појавија и соросоиди, странски агенти, грчки платеници. Сакате да кажете дека не се променила многу таа политизација на општеството? Се продлабочи, значи говорам дека од почетокот, како што почна до ден денешен, таа политизација се продлабочува. Со тоа што главно се сведе во последниот период на предавници и на патриоти. Таа, кога човек се соочува со некаква омраза, таа омраза никогаш не раѓа љубов. Раѓа спротивна омраза. Значи, ако имате вие од една гарнитура која на власт, која ги подели луѓето во ова општество на две групации, главно, генерално говорам. Значи, и тоа не се тука поделени само партиски определените членови. Тука станува збор за интелектуалци, за луѓе, да речеме слободни стрелци, уметници, блогери, или си со мене, или не си со мене. До тоа доведе, сега не амнестирам ја тука опозицијата. Значи, на таа омраза одговори со известен степен исто така на омраза. Меѓутоа, ако ги делиме сега работите каде се, процентуално, иако не може точно. Да, меѓутоа тензиите порасна токму со објавувањето на прислушувањата. Секоја нова бомба се чека како продолжение практично на Сапунска опера. Така некако му доаѓа, се читаат транскрипти, се анализира секој детал од разговорите, како станавме ли лабораторија на озборување? Не, ако е нешто нормално во цела оваа ненормална ситуација и ненормалното општество е тоа што народот е загрижен. Прво, ова не станува збор за една обична политичка криза, веќе станува збор за државна криза. Значи, луѓето имаат право да бидат загрижени затоа што некој откри дека се прислушкувани долго време. Тоа е единственото нормално што ни се случува. Народот треба да биде загрижен. Од друга страна, може и ние да бидеме загрижени затоа што дел од јавноста почнуваат бомбите да ги доживува како дрога, знаете. Веќе почнуваат коментари, па ајде нешто посилно објавете. Мислам, као да е малку што е објавено самата прва бомба, прислушкувани над 20.000 граѓани. Како да е тоа малку. Као да сме на дрога, па дајте сега нешто посилно. Во нормална држава, уште по првата бомба, владата ќе паднеше. Значи, не е важно од каде се снимките, не е важно кој ги направил. Таман Заев да го возил тоа комбе и Заев да ги слушал тие, да ги правил тие снимки, поради носителите на јавните функции, Јанкуловска, премиерот, Груевски и
директорот на УБК Саша Мијалков требаше да поднесат оставки, затоа што они се должни да не заштитат нас граѓаните, некој да не прислушкува. 9 бомби пукна, владата не даде. Затоа реков дека оставки. Интересот на јавноста е нешто единственото нормално што ни се случува. И видите, поделбата на тие јавности, вие ќе видите како Ставревски искача и они веќе створија разни јавности и они веќе се обраќаат само на својата јавност. Значи, викат, вие немојте да ги слушате бомбите, ова ќе потрае уште малку, па ние ќе излеземе со други решенија. Па излага Ставревски, вели, ние живееме во економски напредна држава, као да ние не знаеме дека имаме најмали плати, дека долго те рипнат огромно. Добро, власта го враќа ударот. Така. Нели? Пливаме во гневот и се давиме помалку секој ден. Напишавте во својата последна колумна, Богдан. Гневен ли сте вие? На моменти станувам гневен. Се наоѓам себе си каде што реагирам гневно и веројатно тоа е, ето, како што спомна колегата, некоја, не знам, третњутнов закон, акција и реакција. Не сакам да сум гневен и затоа и го пишувам тоа, бидејќи мене не ми одговара како битие ова малце ненормална ситуација. Но не можеш да не бидеш гневен кога знаеш дека некој те прислушкувал, така? Ти ги нарушил човековото право си. Тоа се слагам апсолутно, меѓутоа во визави она кој го спомна дека после првата бомба требало да падне владата, драматургијата сама беше така поставена, беа најавени 25, 15, па 25, не знам колку бомби, народот едноставно е спремен за наредната епизода. Имаме 9 до сега, не знам, слушаме некои термини 23 март, 15 април, немам појмова уште колку ќе трае, уште 2 недели, 3 недели, 5 недели. И природно некако очекуваме што понатаму ќе се случи, како ова ќе се развива. Морам само, дека дури самиот Заев да го возел комбето кој што ги слушало и така натака, ако се согласиме со тезата дека се согласувам дека некој мора да поднесе одговорност за упадот во системот, меѓутоа ако самиот Заев го возел комбето, самиот Заев треба да се пријави во полиција дека вршел нешто противуставно. Ние збориме за одговорност на носители, значи они Разбирам, меѓутоа и самиот и Зоран Заев, мислам во истото студио го кажа тоа, дури и јас да слушав, Саша Мијалков треба поднесе оставка во ред, меѓутоа и ти треба да идеш во затвор. Според така, значи ако прифатиме според законите. Да, Зоран, чекајќи секоја нова бомба, дали се во ова станува се повеќе сеир? Па во еден дел да. Во еден дел, меѓутоа постои и тој сериозниот дел, а сеир станува претежно сега, мислам, ако си дозволиме да коментираме шупреж со да, тоа стана нов тоа стана веќе термин мислам кој се употребува и во семејството меѓу пријателите и тоа е најсеирџиската работа. Можам една анекдота да ви раскажам, бидејќи во понеделник како новинар бев присутен на митингот, трибината како го нарекува СДСМ во универзална сала и кога беше пуштен разговорот, еден од разговорите меѓу министерката Гордана Јанкуловска и министерот Ставревски. И во една како кавга меѓу нив двајца до мене седеа дечко и девојка и викаат, девојката вика, па вие се скара. А дечкото вика, не се секира, ќе се смират продолжени следната серија, ќе гледаме, демек, ќе заврши сретно со хепи енд. Тоа е тој сирџискиот дел од приказната, меѓутоа има и посериозен дел, каде што еве јас вечерва на пример пред да дојдам тука слушнав на Телма дека јавниот обвинител, фала Богу, побарал, преземал нешто, побарал странски експерти да дојдат за да помогнат, не дека нашите обвинители немале капацитет тоа да го направат, да утврдат веродостојноста на тие снимки, меѓутоа побарал странци да дојдат, колку демек за да не се каже или да нема некакво сомневање во тоа што ќе го донесат како некакво решение или одлука. Тоа од една страна е фино, меѓутоа од друга страна остава еден горчлив вкус во устата. Значи самиот Зврлевски е свесен дека јавноста нема доверба во институциите. Реакции уште нема на тоа, ниту од едната, ниту од другата страна. Сега само што ја чув таа вестата. Да, беше кај нас. Нема реакции, да не се работи можеби за некаков сепак политички договор под маса. Па добро, цело време се инсистира на ние нешто ни изгусти и си бараме помош од надвор, бидејќи некако априори го имаме прифатено
фактот дека ете не можеме да се договориме. И можда е тоа еден симптом на млада демократија како Македонија, која ше само 24 години тоа не сме да биде оправдување. Се согласувам, не зборувам во насока на оправдување, но едноставно како гол факт, просто замислувам како било во Англија во времето на Кромвел и неговите први 25 или 50 или не знам. Таму можда во 17 век е одвоена администрацијата од политичките партии, имаш уште една интересна изјава. Немало YouTube тогаш исто. Не бил во толку развиен YouTube. Имаш уште една интересна изјава, не знам дали ја приметивте, на Павле Трајанов, кој вели дека сепак Заев не го возил комбето, него дека по негова предпоставка е дека се користеле апаратите на МВР и сега дилемата е дали се употребени или се злоупотребени. Да. И сакам да ви кажам дека сум стварно загрижен за него да не заврши во ендек он и неговото семејство. Павле Трајанов ја имаше Павле Трајанов. Да, значи сепак се покажува едно ретерирање од таа приказна дека тоа се Павле Трајанов е дел од коалицијата. Дека тоа го имаат направено некакви странски служби. Добро, и Лиле Поповска е дел од коалицијата и побара одговорност од Зврлевски пред некои дни. Тоа е квалитет. Ако сега мене ме прашаш како човек, јас сакам да видам и Караница, ова не е визави расправиите она што го чувме дека они не се согласувале меѓу нив, ама мене ми е одговорност, меѓутоа ми е симпатично спротивставувањето на мислење. Тоа е едноумие кој што ние си го предпоставуваме дека постои ради некаква цврста рака која ја осеќаме, па сега го слушаме гласот на цврстата рака и малце се хуманизирани тие ликови за нас. Убаво е тоа што Павле Трајанов го кажал и Лиле Поповска што го направила. Јас како граѓанин сакам да дури да видам, ето имаме оние седници на влада, имаме прилика така малце воаерски да се насладуваме и на нив, на неофицијален дел на седниците на Собранијски канал. Би сакал и таму да видам мало пречкање, дека не е тоа режирано, дека не е планирано, дека не е договорено, или да видам некој дека има храброст да се одважи и да му каже и на премиерот и на заменик премиерот, на било кој. Тебе бомбите всушност ти помогнаа да видиш само од еден друг дел, не вака директно, како се договараат судии. Како се договараат тебе прилози во некои одредени останати медиуми? Да, така е. Имаме, без сега да влегувам во оние полуфлоскулни квалификации, креирани, создавани и така натака, има истрага и ќе покаже о чему се ради. Само секунда една. Новинарите кои ги добија папките, сите ја потврдија автентичноста. Значи, до сега никој не гираше автентичноста. И Жирновски вчера потврди автентичноста. Не, Жирновски е окей. Збориме за новинари,те преку 100 новинари кои Добро, јас ако може да потврдам во таа насока, да речеме целата афера Заев која отвори на првата таа конференција за пресконференција, како да наречеме, почна со разговор меѓу наша новинарка и него која го барала пред 3-4 години како градоначалник на Струмица, значи, и баралше изјава за некои дотации од владата. Да се сеќавам дека ви бевте спомнали. Тој разговор е апсолутно, како да кажам, веродостоен, меѓутоа тоа сепак да оставиме тие истражните органи да се ја тераат работата и да се ја утврдат за сите. Никој до сега не негираше. Да, не негираше цело време власта, да. Имаше едно соопштение, баш кога мислам дека кога беше случувањето во универзалната сала, мислам дека тогаш имаше прв пат дека се освен креирани додадоа и налепени, да, монтирани, ама видете толкав материјал, ние сега треба да верувам. Знаете колкав е тоа материјал? Некој треба да седне да го лепи, да го мести, едноставно невозможно. Не, добро, видите, тоа се некогаш треба да си ги вклучиме музиците. Гледам дека се внимава на формулацијата и правно гледано тука нема фал, бидејќи налепени, значи од овој разговор кој што ние го имаме, јас да исечкам само тишината, оние пола секунда до секунда и тоа веќе се квалификува како опозицијата кажа дека не интервенира баш за да не го прави тоа баш за да не се залепи тој момент дека ги монтира и дека ги Богдан, луѓето ги анализираат, дури се шегуваат дека отвораат или на интернет, отвораат YouTube, ги пуштаат разговорите, земаат пуканки и пијачка и нели уживаат. Дали сепак повеќе се грижат за содржината на разговорите и она што ни го откри, или ќе остане само сеир, како што реков? Ево, требаше можда на почеток да ве замолам да не ме персирате и би сакал јас да ти се обратам со Сања. Сања, мене не ми е до пуканки. И буквално секој објавување најава за бомба, јас го доживувам стресно. Јас
Нити сум политичар, нити работам во политика и така натака. Сум архитект по професија. Она другото што го правам и ради кое што ти си ме викнала тука е затоа што имам што да кажам и сум нашол медиум и форма кој што ето добар дел доволен број на публика го препознал, па јас сум станал некаков си релевантен гласов, дека меѓутоа стварно не ми е допуканки. И сите работи ме болат, да не ова звучи предраматично. Ме боли затоа што знам дека некој ни влегол до балчак филмски да се да го образложам тоа како јас го осеќам упадот во петата управа. Кој да е, ние сме како држава многу ранливи. Без оглед што сите ние си мислиме колку сме ние важни или неважни, не е важно. Ако се слушани, не знам, 20 и кусур илјади луѓе, односно ако се тоа 500 луѓе кои што зборувале со своји 400 пријатели, ако знаеме, кажа Зоран Заев дека Ѓорги Иванов е слушан, кој е врховен командант на неговиот глас не го слушнавме. Добро, тоа е обично е така, меѓутоа можда ќе го слушнеме, односно ете вчера излезе еден разговор кој што никој сам не знаеше дека постои од сите нас, па се најде таму на некој CD, кај што е спомнати поранешниот претседател Црвенковски во разговор со и така натака. Проблемот му е прв затоа што стварно осеќам дека имаме од кого и да е, странци, домашни, работеле за домашни, работеле за странци, работеле за нечии интереси, имаме упад во системот. Тоа ми е првиот проблем. Вториот проблем ми е содржината. Ето, како архитект има неколку тези таму, дали формата ја следи функцијата, функцијата ја следи формата. За мене се важни и функцијата и формата, односно и формата и суштината на нештата. И сум силно заинтересиран да видам каков епилог има, односно сакам да има некаков епилог и сакам и одговорност да видам, бидејќи јас ето како граѓанин се борам. Јас преземам одговорност за моите дела, сакам и другите да преземаат одговорност за нивните дела. Меѓутоа, како човек, не знам, дете на правник, како да го објаснам тоа, јас имам потреба да верувам во системот. Тоа не значи слепа верба во системот, меѓутоа имам потреба да верувам во некаков си формален начин на решавање на работите. Тука ќе направиме една пауза за реклами и се враќаме потоа со дебатата во студиото. Ја продолжуваме дебатата со моите гости Зоран Ќука, Джелал Хоџич и Богдан Илиевски, Бетмен. Колку бомбите, прислушувањата го зголемија антагонизмот во државата? Поделбите, тоа го начнавте веќе на почетокот. Го начнавме на почетокот, пак го зголемија, меѓутоа, не знам, јас не сум тука, да го чувствувам до толку. Го гледам и тој дел од сириската страна што го зборев, меѓутоа работата е сериозна, јас се согласувам со Бетмен. Дека е сериозна работата, бидејќи навистина, значи има некаков упад во политичкиот, во безбедносниот систем на Република Македонија. Треба некој да понесе одговорност. Во наша држава, за жал, не се решаваат работите како што имаме примери во други земји, како што се решаваат вакви слични афери, да речеме, премногу долго трае. Никој ми се чини дека не сака толку долго да трае, меѓутоа и двете страни се наоѓаат во некаква позиција каде што никој не се повлекува во спирит. Во Чешка имаше иста ваква афера со прислушување, како заврши? Па не е завршена. Не. Работата е тоа што, например, затоа и преска сакав да се уфрлам, има целата приказна има политички дел на одговорноста кој треба да тече многу бргу и разрешница политичка и нели она преку институциите на системот, судска развршница на сето тоа. Во Чешка, например, оваа приказна што ќе ја кажам, според мене има неколку елементи кои покажува разликата на системот таму, демократскиот капацитет на политичарите во Чешка и поимањето на политиката како општествено одговорна работа. Сама кам премногу бирократски звучам, меѓутоа баш така доаѓа. Во јуни 2013 пука афера, 400 делумно маскирани иследници влегуваат во зградата на владата во Прага и уште во 30 на објекти, во владини објекти во Чешка. Претрес уапсени се неколку блиски соработници на премиерот тогашен Петар Нечас. Извини, иследници, детективи, истражители ги викаат таму, да. Пронајдена нека количина пари и злато, се не сеќавам точно колку.
Зошто е тоа направено? Уапси иницијатива и зошто е тоа направено? Затоа што шефицата на кабинетот на премиерот и након негова љубовница дала наредба да се шпионира, односно да се прислушува и да се следи сопругата на премиерот и уште неколку владини функционери. Тоа доби една таква примеса. Што се случи? 3 дена, и тоа го прави таа полиција која влегува, значи, пазите, полиција влегува. Одред, односно единица за борба против организиран криминал, под надзор на јавен обвинител, и тоа јавниот обвинител не од оној од Прага, туку од Острава, од другиот крај на Чешка. Прислушувани разговори имаше, ги имаше, објавија? не се објави, бидејќи тие се во военото разузнавање тоа го правило. Шефот на военото разузнавање веднаш поднесе оставка. Уште неколку луѓе од тој безбедносен оддел на Чешка. Премиерот можеше 3 дена, после 3 дена се појави во јавноста призна дека има љубовници. На 7-миот ден, призна да одма, на 7-миот ден на пресконференција даде изјава дека поднесува оставка на премиерската функција, дека поднесува оставка на лидерската како лидер на партијата на граѓанските демократи, владеачка партија во тоа време. Председателот на државата ги презема чекорите во смисла дека веднаш побара од Јиржи Руснок да формира техничка експертска влада, оние вика. Собранието ја изгласа во политички договор таа влада веќе наредниот месец. Добро, ова и се само распушти. Не, тоа е дел каде што политичкиот кај нас веќе би било нели политичкиот дел се заврши. Оној судскиот се уште трае. Да, оставката е збор кој не постои во политичкиот речник на нашите политичари. Зошто тогаш се бараат и зашто да ги очекувам? Има ли шанси? Не, затоа што ова државна криза која е еднаква, ако не и поголема од онаа во 2001 година. Затоа што кај нас ние немаме овдека одвоени институции кои можат сами да се ги тераат да работите. Овдека јас стварно не очекувам дека Зврлевски може да направи нешто. Не можам да очекувам ни дека оние суди кои Муса Џафери и Сашо Мјалков по телефон ги договарале, дека може да пресудат. Едноставно кај нас се е тоа слеано во едно, партијата на власт, најголемата и државата е едно те исто. Значи, комплет обвинителство под контрола, судство под контрола, медиуми под контрола. Ако сакаме да збориме за тој антагонизам, 9 години ние слушаме соросоиди, странски платеници, грчки шпиони, па ја не знам, Транспарентност Македонија, ако се сеќавате, издаваше извештаи на 2 месеци, уште на денот кога искачаат, има еден ист со мали модификации го прават, па еве ги овие странските плат. Вие овдека ви го уништија простора за дебата. Едноставно го уништија комплетно простора за дебата. И секој што мисли различно од врвот на партијата на власт, он е предавник и он е, како да ви кажам, странски плат. Дебата сепак се води на социјалните мрежи. Дали социјалните мрежи се поле за артикулација на ставови, за мобилизација или само простор за гнев? Добро, помалку од се. Само една забелешка мала, да, ако не си со мене, тогаш си од другите, мене ми е генерално премиса по која функционираат сите, без оглед дали се на власт или не се на власт, само малце го осеќаме тоа подраматично кога го кажува партијата на власт. Само ако можете прекинам, тоа е нормално многу, да биде подраматично кога го кажува партијата на власт, затоа што партијата на власт и владата е таа која ги креира состојбите во една држава и која е одговорна за тоа што се случува. Опозицијата има одговорност, меѓутоа многу помало. И не може да се става знак еднаквост меѓу партија на власт и партија во опозиција веќе 9 години. Се разбира дека не може, само јас еднаквост така ја ставам, размислувајќи ето малце далеку сежно и утреден, ако клучевите од куќата ми ги побара друг некој, да му ги дадам, просто го анализирам како неколку е различен, меѓутоа каков е. Тоа е апсолутно нормално. Тоа беше забелешката на таа тема. А за Facebook дебата. Не знам, отвори ми го зидот последниве неколку дена и некој пат јас губам сила буквално да се објаснувам со сите тие луѓе кои што ете има како некоја орда сега која што шета по Facebook и бара од секој да се произнесе. Јас лично не сметам дека имаше еден случај вчера дека Каролина Гочева мора да има политички став, ама стварно не мора да има политички став. Него треба да пее прекрасно како што пее. Зошто Джилал во ова
дебата некако страдаат оние што не сакаат да бидат ниту во едниот, ниту во другиот табор. Неутралност не смее да постои. Ако не си со мене, и за жал во Македонија малце понагласена. Мислам, знаете, овдека има многу аполитични граѓани. Значи, другиот момент она разбирливи причини, партиските етикети се друг момент, знаете. Вие можете да немате став, но некогаш и немањето став е политички искажан став. Значи, едноставно не сакате да заземете страна. Но видите, да немате став за ова што ви се случува, едноставно као да сакате да не живеете овдека. Значи, е многу комфортна ситуација, немањето став од друга страна, да. Неутралноста не е немање став, него морали безусловно да се прифатат аргументите на едната или другата. Што значи таа неутралност дека не ме интересира тоа што ме прислушува? Не ме интересира. Не, нека биде различен ставот од на СДСМ. Не се согласувам со твоето решение, мислам не твоето, него општо зборам. И мене малци ме не знам, не нервираат, меѓутоа ми се непријатни оние споредби кои ќе ми направи некој со во 33-та година неутралните не излегле да гласаат, па дошол Хитлер на власт и така натака и така натака. Сори, ама една легитимна теза. Ако веќе влегуваме во таква некоја си номенклатура, од кај да знам дека утре нема Хитлер да дојде на власт, бидејќи во 33-та имало... Па добро, ако може... Добро, значи, ти имаш вака, имаш зло кое ти се случува, и сега викаш, па добро, ајде, ќе го прекјутам ја ова зло, за да не дојде некој друго зло. Не викам дека ќе го прекјутам ја ова зло, него просто обсервирам... Еве, остави ги политичкиве случувања на страна. Можеш ли да имаш став дека живееш во најзагадениот град во Европа? Утре треба некој тука фамилија. Двата најзагадени града у Европа се во Македонија. Скопје е најзагаден главен град, Тетово најзагаден град воопшто во Европа. Не зборуваме сега конкретно за прислушувањата. Имам став и ми смета што е Скопје загаден град, меѓутоа штачемо. Ето ги угасија. Па не е баш штачемо. Ворете. Има мерки, меѓутоа тие мерки се малку непопуларни. Парни непарни денови на возење на автомобили и така натака, затоа што најголемите загадувачи утврдивме дека се веројатно моторните. По еден пример што го спомна Желјо, у смисла да загаден град, меѓутоа така е со све во принцип, и со политиката и имаме една влада која е една власт, без разлика која е. Велиш опозицијата е ваква или таква. Не викам дека е ваква или онаква, дека ја обсервирам. Не знам каква ќе биде опозицијата кога ќе дојде на власт, нели? Во ред. Не знам ни ја каква ќе биде. Вие сте во бракете, за да прашам, нели, таа анегдота. Да, не знам ни жена ми која земав како девојка каква ќе биде. Така. Не знам каква ќе биде. До сега искуствата не беа феноменални ни со едната ни со другата страна. Меѓутоа не значи дека јас треба да седам мирен и да трпам некој да ми работи со приватноста, со све. Се согласувам јас со тоа. Со кое не се согласувам заради тоа што овие не знам какви се кои ќе дојдат или да им наоѓам мани. Мене не ме интересираат тие во моментов. Искрено речено, не ме интересираат затоа што овие ми се сега на власт, тие ми го креираат животот, кај нив ги плаќам даноците. Тебе не ти е Бранко крив, нели? Мене Бранко не ми е крив сега. Ми беше. 9 години сега ми беше, сега не ми е. Значи кога беше Бранко, ми беше крив Бранко. Сега не ми е Бранко. Ма јас се согласувам. Сега исто со вие. Така е. Пази, работата е да се направи една граѓанска свест во оваа држава и тој што ќе дојде после, затоа што никој не е вечен. Ни овој, ни тој после него. Да не се случува веќе такво нешто. Како ќе направиме граѓанска свест? Така, како што прават. Вака, само прашање конкретно е ова. Го имавме тој телефонот црвен тука. Жал ми е што не е тука. Сакав јас да си донесам мој за го чувам. Да не некој задзвони. Не се основуваат веќе да ни задзвони. Меѓутоа, од една страна слушаме разговор за интервенции, молби, whatever, на лица од партијата на власт кон уредници на телевизија или сопственици за пушти ми го, појачај ми оваа акција и така натака. Од друга страна, она што не го слушаме во разговор презентиран така малце гротесно на пресконференција, меѓутоа јас сум го слушнал неформално е дека се јавуваат сите. И опозицијата. И, of course, прашајте го уредникот на 24 вести, поранешниот уредник, како
како живееше последниве месец дена. Политичарите секогаш ќе се обидуваат. Of course. Секогаш, тоа немам јас со тоа дилема или ова не е обид за дека Кежаровски ќе заврши во затвор. Извини? Како се јавувал тој негов позиција? Опозицијата нема моќ да се заканува, Нема моќ да се заканува, има сите институции, се подклопени од држава. Да не бидам ничив дрвен адвокат. Има моќ да влијае и имам пријатели новинари. Просто притисокот кој што ги има моќ да врши притисок и на тоа треба да му се стави крај. Со цел кога ќе дојдат утре да не се успевува да го прават тоа исто. Ако веќе го вадиш ова екзалтантен пример на нарушување на права, тогаш биди подобар од тоа. Значи барат ли безусловна поддршка? Барем еве по овие дебати на социјалните мрежи, опозицијата како безусловно да барат поддршка. Не ги придобива, туку ги критикува. Значи, јас можам да ви изборувам овдека за маните на СДСМ до Сабајле. Од недостаток на идеологија до, не знам, до Сабајле. Но треба да признаеме тука сите, дека во овие 9 години е нарушен теренот за надпревар. Значи, теренот за надпревар е нарушен. Едноставно, власта, партијата од власт е државата. Таа ги злоупотребува своите можности, ресурси и едноставно не дозволува фер надпревар. Сега ние зборавме за прислушувањата, што правиме за аферите кои се отвореа за изборите. Значи, ние гледаме дека, затоа е ова и државна криза. Ние гледаме дека немало фер избори. Ниту последниве парламентарни, ниту последните локални избори. Едноставно, тој терен е крив. Политичарите многу умно ги спинуваат тие работи, да речеме, нели, Заев изеде со барање сега да има техничка влада или привремена како рече. Она што треба, само секунда да довршам, она што треба да се помогне е да го исправиме ние терен, а после ВМРО, СДСМ, до и ДПА, нови политички субјекти, да се прекине таа црно-бела ситуација која власта преку контролираните медиуми и ресурси кои ги има ја наметна. Значи да се прекине таа црно-бела ситуација и да оставиме фер надфера, па кој победи, нека прави влада, а ние како свесни граѓани ќе ги повикуваме на одговорност. Тоа е убава идеја. Јас сум може ли да се оствари, да? Помлад од тебе, меѓутоа црно-белиот. Дали ние добро, што ни останува да помогне? Да се надеваме. Не само да се надеваме, да работиме во насока. Видете, мое не е декатистички мој став. Сега јас на пример Зоки. Него не знам, ајде да тргнеме од почеток. Јас сум роден 86-та, меѓутоа сум се интересирал од мал за политика, нешто сум сведочил, нешто ми прераскажале од првите избори за председател, вторите избори за председател, оставање, не оставање сам, третите избори за председател во 6 попладне со повикот на уредник на телевизија. Знаете за што зборувам. До Трајковски, Тито Петковски, кај што 190.000 на 0 се случува некој резултат и така натака. Значи сите тие ни симптоми на, не знам, да може би грешам, меѓутоа млада демократија. Не оправдувам апсолутно. Меѓутоа валјда треба да ги пројдеме овие фази со поголема дебата, со барање за одговорност, за после 50 години да може да кажеме дека... Дали само чувствуваш дека од 2006 година навака се уништени и тој спор напредок кој сме го имали? Во каков напредок? Во демократските процеси. Дали од 2006 година навака демократската свест, дали постоеше и е... Дали воопшто постоела? Добро, да не се повикам на институциите. Не, 2006 сум имал 20, пред тоа за мене мислам памтам епизоди. Еве не мораш фактор години, има неколку меѓународни организации кои се грижат за таа работа. Добро. За нивото на демократијата во државите, за слободата на медиумите. Ние, како држава, значи, паѓаме секоја година поред за неколку места се подоли и подоле. Јас ти гарантирам дека ни една западна влада не ги интересира кој е во власт на Македонија. Дали се викал Грујо или Заев или не знам кој. Јас мислам дека не ги интересира ни премногу колкав е степенот на слободата на говор. Меѓутоа, они ги нотираат работите. Еве нека не ги интересира како што е. Нема да името, него треба да се ги оправите другите нешта. Факт, неоспорен факт, тоа не може никој да го спори тој факт. Значи, тие се извештаи кои се издаваат од Freedom House, од Репортери без граници секоја година. Дека ние стравично тонеме. Ние отидовме со Ангола, чак не знам со кој став, вистина. Не мора да ги видиш тие извештаи, само пушти ги телевизиите 2006 година кој има архива, пушти ги денеска да видиш која е разликата.
Да, иначе тоа не ме оставете сам, сите тие работи ја ги памтам. Тоа е ја не ги спорам, меѓутоа работа беше нели да мрднеме напред, да тргнеме кон подобро. Ние отидовме кон полошо. Желјо ме праша до 2006 како ми било. Не, дали го гледаш падот? Падот на вредностите. Ја стварно се сеќавам 2006 година. Види, мене она што ми пречи е биполаризација. Поларизација, па после и биполаризација. Јас сум, не знам, затоа и сум тука и ми е драго. Не знам, Телма овој период си ја гледам со огромна радост, бидејќи на овој народ му фали дебат. Како ви кажам, ето, од тие сеќавањата од детството, дуелите на Лјупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски, ми се во многу живо сеќавање. Само еден дуел беше. Два. Или два. Сигурно имаше меѓу Бранко Црвенковски и Сашко Кедев, имаше дуели. Тие престанаа негде околу 2008 до 2000. Добро, ги имавме Ивано Фршковски, така меѓутоа глупо е да зборуваме за пред 4 години имавме еден дуел. Јас би сакал секој ден ние да отвараме теми и да укрстуваме мечеви и ставови. Видимо што е проблемот. Да, јас би сакала секогаш да имаме на оваа маса различни мислења. И случај верувајте не е воопшто пред да дојдам, лесно и практично. Еден пријател ми каже, вика, супер, Телма тргна, ама за 2 месеци ќе се потроши. Овој формат на секој ден, односно 5 дена во неделата дебати. Не верувам дека ќе се потроши, затоа што стварно сме гладни, имаме милиарда работи за кои што може да збориме. Ние цели овој период се зборуваме за бомбите на Заев, за курентната политичка ситуација, а би сакал да зборуваме и за тоа, не знам, за Скопје 2014. Дали премногу пари таму се потрошиле? Дали за загадувањето? За загадувањето. Дали 5 здравството, значи не многу теми има. Ако зборуваме за Скопје 2014, ајде да збориме дали 5 милиони за спомен куќе на Тоше Проевски, кој што изузетно го јас го сакам. Ама дали 5 милиони се можда премногу пари за тоа? Па ајде да зборуваме, не знам, дали треба да се прават 2 автопати истовремено или не знам, треба. Така е, многу теми има и затоа и нема да се потрошат. Меѓутоа независни медиуми. Многу теми, а малку независни медиуми. Некако ги изгубивме медиумите, нели? Да, состојбата со медиумите, дури од разговорите. Да, Сања, само една реченица. Јас сум колку една недела сум тука и приметувам дека на 4-5 телевизии секоја вечер почнуваат со исти вести. Мислам, првата вест има иста на сите. Ја тоа немам доживјано во Чешка, таму исто има 4 телевизии кои имаат 10 милионски народ. Многу посилни се и економски и финансиски тие телевизии. Ја не сум видел дури ни на избори да почнат со иста вест. Значи интернетот ни остана како единствено. Па не е само интернетот. Вечерва не сме на интернет, него сме на Телма, нели? Покрај Телма и уште 9 телевизии. Значи, ни остана интернетот. Колкава е неговата вистинска моќ во демократизацијата? Ајде. Мислам дека е доста во принцип кај нас ја нема таа улога која ние си ја придаваме, нели, од данок на додадена вредност. Ние си ја придаваме од урбаните средини. Ако прошетате низ Македонија, круг сме едноставно. Ако прошетате низ Македонија, јас имав прилика да направиме еден караван зборејќи за социјалната правда во Македонија. Ќе видите дека луѓето од внатрешноста се оставени во тотален мрак. Едноставно многу луѓе немаат пристап до интернет. Едноставно многу луѓе не знаат што се случува. Ние сега дебатираме овдека за прислушкувањата и материјалите, но верувајте дека многу луѓе во Македонија едноставно не знаат дека се случува тоа. Можете да разборуваме за селата, така, за поруралните средини. Да, нека сите градови се денеска покриени. Али ти имаш огромна количина, огромен број на народ кој едноставно е држан во мрак. Така и затоа на партиите им се интересни телевизиите, бидејќи телевизиите комуницираат со тој народ, им ги пуштаат сериите кои што ги сакаат, за и вестите после тоа да им се убави. Не, она што е проблемот е што се прави притисок врз независните медиуми. Значи интернетот кај нас го нема таа моќ што има да речеме во Европа. Но дополнително има една улога каде што можете да чуете нешто различно. Значи, тоа е една додатна вредност поради актуелниот контекст. Интернетот е таков секаде. И во Америка е место каде што може да чуете нешто различно. Во Египет има друга функција. Улогата на интернетот се дека е поблиска улогата на интернетот во Македонија на онаа во Египет него во Америка.
Добро, колку може да мобилизираат социјалните мрежи? Еве, да, тоа сакав да кажам, бидејќи откако што почна оваа аферата со прислушувањето, верувам дека и на вашите веб страници е слично, кај нас не се удвои, се за 300% порасна посетеноста на нашата веб страница и плюс на социјалните мрежи каде што имаме веб страници, значи Twitter, ние простори кои што ги секаш за најлиберте. Да, значи бројките станаа многу сериозни. Сериозни бројки со влијание. И поради интернетот во овој период, да речеме, си ја заврши својата улога да информира огромен дел од населението во Македонија, кој тоа не можеше да го добие преку овие телевизии кои даваат од пресконференциите што ќе каже лидерот на СДСМ, а ништо од снимките. Точно, јас не имам потреба да го шерувам линкот од пресот, бидејќи го гледале. Сега, во право си тоа не оди секаде, во сите градови во Македонија, меѓутоа, во известна мера се изврши функцијата и тоа страшно добро. Затоа Телма ја имате сите телевизии. Меѓутоа е и поле на секој личен став искажан, повторно се враќам на одната теза, различен од партискиот на едната и другата, предизвикува таков говор на омраза, што прашувам, се доведува во прашање демократската свест тука. Она што треба да одигра најголемата улога во оваа ситуација. Апсолутно да. Не знам, имаше еден пример. Еве, сега ќе кажам јавно, зашто сум сега Богдан Илиевски, не сум Бетмен Велит. Кога беше убиството на младото момче од Ѓорче во мај минатата година и генерално стално кога има нешто замирисува на меѓуетнички, не конфликт, него некаков проблем, поларизацијата на луѓето кои што баш не ги краси премногу разум или памет е страшна. И тогаш јас само повикав на сите тие правдоности дека е многу глупаво да бараш правда за убиство со убиство. Не зборуваме за судска постапка и за делување во закони на држава, па не знам, Америка има смртна казна, ние немаме, имаме доживотен затвор. Меѓутоа, гневот кој што се артикулира во моментот да води кон некаков си епилог, кој што е исто терминален по однос на тој кој што извршил некој злодел. Да, има и дополнителен. И тогаш не знам, веројатно ме пријавија 100, 200, 500 души дека не знам, ширам говор на омраза, немам појма, и дека се представувам со лажен идентитет и морав онда лична карта да приложам во Facebook, дека ето, не се викам Бетмен Велит, него Богдан Илиевски е моето име. Еден конкретен пример сам спомнав, нема врска ни со прислушкување, ни со ништо, него едноставно како луѓето веднаш се умеат да се поделат, не зборам за сите нормално, него за добар дел од. Таа подела понекогаш и не е природна. Значи не доаѓа од самите корисници на интернет, него доаѓа многу често и од политичките партии, односно од нивните членови кои по команда. Луѓе се меѓутоа точно знаеме, сите имаме пријатели. Јас се надам дека и вие имате пријатели од разни политички партии. Само од дом. Кои ми кажува дека едноставно добиваат наредби да лајкнуваат активности, речемо, од една страна на влада или од друга страна на опозицијата, или да се јавуваат по телевизии. На Јанко или кај Роберт. Дури и таа дебата е наметната од партиите. Наметната од партиите и секој се бори. Да, тоа е слободен простор. Се бори за... Само мене ми е, не знам, чудна таа борба, бидејќи, ама добро, јас размислувам како што размислувам. Умеам да видам нешто што е доволно провидно за не викам за сите, нели, пред 10 години викав за сите, после викав за 60, 70, 50, сега викам за 6% од. Колку се успешни партиите во тоа? Успешни се многу. Јас мислам дека и тоа е резултат на нееднаквиот терен на надпревар. Успешни се затоа што поставуваат една црно-бела комбинација. Значи, ако сте против мене, вие сте... Джелјома, на интернет немаш нееднаков терен. Интернетот е слободен. Океј, интернетот е слободен, но влече реперкусија све останато, знаеш. Па не знам, ти си менал ли став твој затоа што има 1000 лајка некој? Или Гавазова има 1 милион лајка на YouTube? Збориме за оние партиски војници кои Симон Трчевски не прекинал да свири. Океј. Значи, збориме за оние партиски војници кои во интернетот гледаат некаков простор за да искажат... Не сакаат да наметнат дискусијата. Да, да наметнат дискусијата. Да ја наведат дискусијата. И да ја наведат дискусијата.
тоа што е проблематично што од онаа приказна која веќе 9 години слушаме предавници, платеници и поставувањето е на црно-бела ситуација, сега конечно за прв пат може да се одбие на власт од глава. Имено ова е во политичката теорија има еден момент каде што послабиот политички противник, кој има многу помалку ресурси, доаѓа момент кога едноставно нели оние така наречени референдумски прашања ги поставуваат еднакво. И сега ова е трет пат кога опозицијата има шанса да постави едно референдумско прашање, затоа мислам дека сета таа пропаганда овие 9 години поставување на црно-бела ситуација може на власта да се обие од глава конечно, да постави референдумско прашање Груевски или Демократска Македонија. И луѓето конечно тука да се поларизираат и да одберат. Дали Груевски фамилијата и ваква недемократија или да одберат Демократска Македонија. Па потоа конечно да имаме и еден изравнет терен, ако успееме да го изградиме, да остане оваа јавност критичка која е и кон власта, кон секоја власт. Улогата на медиумите е да коригираат власта, и да бидат нејзини алатки. Значи, медиумите се не џабе викаат четврта власт. И затоа беше многу важно. И мислам дека ова е еден момент каде што тоа може да им се обие од глава. Да, има еден случај сега, кога зборуваме за случај, има еден, нема го спомнам името, посетител на нашата веб страница, кој без разлика дали пишуваме за загадувањето во Скопје, Пријеп или Битола, он пише, вие го продавате името. Ама нема врска со текстовите што се пишуваат. Можда човекот знае нешто што ти не знаеш. Човекот пробавме да го побараме, да направиме интервју, пошто он не следи веќе не знам колку 7-8 години, безуспешно. Види, добро, само... Ама тој црно-бел свет постои... За цело време јас се борам да... Овие 24 години Джилал што го спомнал. Зошто сега ние затоа што сега поцрни побел? Не, сега ги имаме технологиите за да ги видиме сите луѓе кои што не сме можеле во 95-та. Односно, не знам, ако видиме видеоклип на Фрицел кај што ја држи ќерка му во подрум, ќе се ужасаваме и ќе бараме со глава да одговара. И пред 300 години имало Фрицели, само немало камера и не било то толку пенетративно, радиацијата на нештото не било толку голема. Па затоа сега со новите медиуми имаме просто, не знам, оваа афера ако се случеше во 86-та година, да. Предлагам повторно да погледнеме блок реклами и се враќаме во студиото и ја продолжуваме дебатата. Во топ тема дебатираме за политизацијата, за поделбите, за битката на социјалните мрежи, за демократската свест со моите гости Зоран Ќука, Джилал Хоџич и Богдан Илиевски. Во сите овие случувања, студентите некако ни беа светла точка и ни покажаа на сите што е демократија. Во оваа се подлабока поделба, во овој црно-бел свет, како што рече Джилал, тие покажаа вистинска демократска свест, дури и на своите професори, и на своите родители и ги надмина. Да, за жал мислам дека тука сега ќе биде многу здодевна дискусија, бидејќи тука сите ќе се согласиме околу децата дека тие се едноставно донесува една нова енергија, успеа да останат настрана од политичките партии. Али стварно успеа, многу мудро. Веројатно имале притисоци, веројатно имале обиди да се инфилтрираат меѓу нив, меѓутоа стварно успеа и се додржа и за разлика дури не сакам никога да навредам, за разлика дури од професорите не си дозволија ниту еден гаф во нивната борба за остварување на тоа што го имаа замислено во врска со законот за високо образование. Значи се концентрира на една точка, на тоа што е нивен интерес, се борја и победија. Тие се родени и израснаа во овој црно-бел свет, во оваа поделба. Да, како... не знам дали приметивте, тие држеа час со нивните соопштенија. Да. Јас се одушевував на нивните соопштенија. Се согласувам. Тие на Груевски ме одружија час за разлика помеѓу партиско и политичко. На сите на обидите на провладините медиуми да ги етикетират еве ги овие опозиционериве, тие одржаа час и објаснија што е разлика помеѓу партиско и политичко. Сите соопштенија им беа добри.
победија и таа нивна победа е, освен што е нивна победа, е победа на цело на македонско општество. Значи, победија еден центар на моќ кој прво ги негираше, проба да ги етикетира и едноставно јас би ги замолил да не застана тука. Ганди има кажано, значи, прво ти игнорираат, па ти се смеат, те мразат, значи, па се тепат и они и победуваш. Извојуваа своја победа, тие живеат во општество и треба да почнат да се борат и за останатите општествени прашања. Значи, ние немаме проблем само политичка криза, проблем со институциите, ние едноставно во сите сфери имаме проблем. И таква една енергија, чиста, неиспрљана, победничка, затоа и победија, они треба да се нафатат да се борат и за останатите општествени. Да не се согласувам, они треба да се борат за нивните битки, за подобро образование, за подобар закон, за подобри студентски домови, за подобро општество за сите. Ама види кај е проблемот. Ако нив ги квалификуваме како првите единствените победници сега и онда сите да сакаме да се насукаме на нив, ние ќе им направиме проблем. Јас бев студент до пред некоја година, имам индекс пошто сум постдипломец на градежен факултет, меѓутоа не се бутав со студентите напред затоа што сум имал јас своји битки. И со протести за зимето, и со архибригада на плоштад и така натака. Ова сакав да си чисто нивна битка. Јас со страна колку што можам и како што можам ги поддржував бидејќи дури и да се млади и зелени, они имаат право да се млади и зелени. Дури и да не се во право, ако сиве се сложиме дека не се во право, они имаат право да не се во право. Меѓутоа, духот нивни мора да се храни со чувството за демократичност и чувството просто мора да стекнат поимање колку нивниот живот вреди, дека не се само бројка, не се само списоче. Тие токму тоа и ни го покажа, ни демонстрира им се дивам демократија во практика на своите пленуми, дури во ова студио кај мојот колега Чомовски, тие покажа како се дебатира, како секој може да го искаже својот личен став, како се почитува правото на кажување на личен став. Моментумот е, пазите, не може ние цело време да живееме 25 години, наши и ваши, вамаровчишта со вошки во главата и прости, и комуњарите, не знам какви, усијани глави. Затоа што сме сите луѓе, не знам, јас сум сретнал македонци со кои што живееме на два краја на галаксијата буквално. А сме македонци, он може мене во вини, ти не го секаш македонскиот народ, ако јас напишам дека не знам, јас верувам дури и во партија мешана на македонци и албанци така. Просто студентите сакам да си ги зачуваме онакви какви што се, да не се сомневаме, да не се лажеме дека нема да тргнат по нив, ќе тргнат по нив. И едните, и другите, и трети, ако има утреден, и они ги тргнат по нив. Затоа што е тоа во модусот на функционирање на една политичка партија. Меѓутоа, они до сега покажаа дека се стварно бистри, сите соопштенија внимателно им ги читав и стварно беа подобри од нивните професори. Студентите ги научија не само професорите, и министерот за образование, и сите нас не научија на една. Ја не знам кој ги учи денес кога ги гледав на вестите и средношколците. Добро, ни математика не ќе тоа. Да, добро, тоа е друго. Меѓутоа, не, мене ме одушевува таа Зоран, мислам дека студентите покажа, и како и другите овде што рековте, покажа отпор кон поделбата, кон црно-белиот свет. Зошто не можат да ги научат тие своите родители да го надминат? Ги научат. Многу родители беа горди на своите деца. Тоа по социјалните мрежи посебно можеше се прочита. Јас сум горд на нив, не да ми е мој дете. Им се придружува и целата јавност беше горда нив и мислам дека импактот од студентите, оној импулс што го дават ќе биде огромен за ова општество. Ќарот од нивната борба ќе биде допрва ќе се осети затоа што луѓето ќе се дигнат и речат па не сакам јас да ми се случува ова што ми се случува и зашто јас да не бидам како тие, како студентите. Така е, само една разлика. Да, добро, постарите се една разлика да направиме, да, ето, визави матурантите сега, не знам, ми пише некој дечко на Facebook, не се сеќам како се викаш, меѓутоа вика ти ги поддржуваше студентите, точно, види сега, вика, ние правиме еден протест наш, дојди од наш. И гледам зашто се работи, гимназијалци, матура, и они не сакаат математика да полагаат. Подобро сега.
Можат ли Джела за крај? Меѓутоа е добро, Да, тоа е друго механизам да го спознаме дека е возможно да излезеш на улица и нешто да се случи. Јас сум излегувал на улица и ништо не се случувало. Имам и ќотек јадено, сум бил под обвинение за нарушување на јавен ред и мир, ако не сум нарушил јавен ред и мир. Конечно дојде генерација која што се избори за нешто. И сум пресреќен ради тоа. Процес дека некои луѓе порано искачале на улица, па сега дојде времето дека Просто созрева свест. Политичарите ќе научат ли од нив? Има ли надеж Джела Левет за крај? Јас верувам дека да, извини. Ти враќам на мешањето од ПСК. Верувам дека да, како и тоа да звучи, да го видиме целиот процес, бидејќи Значи мора прво да се вратат демократските вредности, за да можеме да имаме не црно-бела, него повеќе колоритна ситуација и за да можеме потоа да очекуваме политичари кои ја научија таа лекција и кои ќе чувствуваат одговорност. Едноставно, дури и средношколците, не можете вие да носите во една демократска држава нешто што ве засега не одредена целна група без да ги консултирате. Едноставно мора да ги консултирате. Се надевам во скора идна на подобри времиња, но секако претходно мора да се вратат демократските вредности кои се тотално нарушени во Македонија. Тука завршуваме вечерашната дебата. Продолжуваме со топ тема во понеделник со мојот колега Александар Чумовски. Имате пријатна вечер.